Дејан Д5 вели дали постои некој начин за процена на метаболизмот и ако постои кој е? Дејан, прво, значи метаболизам многу луѓе го мешаат со дали одам во тоалет. Прво не е тоа. Метаболизам е многу комплексна машина за која што се уште науката, медицината и многу луѓе посветено го изучуваат и секојдневно откриваат новини. И метаболизам е целата хемија која што се случува во нашето тело, целата таа размена на нутриенти, сфрлање на отпадни материи, сите тие импулси електрични кои што се случуваат во телото и при тоа се создава и се троши енергија. И таа енергија ние ја мериме во калории. И секој од нас има одредена проценка на метаболизмот, односно секој од нас индивидуално троши и создава одреден број на калории. Најголем дел од тоа е од должност и отпаѓа на мозок, бели дробови, срце и дигестија. И има нешто што се вика базален метаболизам и тоа е практично тој базален метаболизам, односно колку твоето тело согорува калории во 24 часа во мирување. Се останато и повеќе доаѓа од сите секојдневни обврски, физичка активност, телесна композиција, колку имаш мускулно ткиво, колку имаш масно ткиво, затоа што мускулите согоруваат многу повеќе калории како ткиво за разлика од мастите, односно салото, и сето тоа ја прави проценката. Но ти имаш денеска начини на кои што тоа можеш да го направиш, има и одредени ваги дури и дома кои што можеш да си ги купиш, некоја основна проценка да си направиш на метаболизмот, но доколку сакаш да одиш малку подлабоко, тоа би требало да го направиш во некоја лабораторија посовремена, клиника или места кај што има спортска медицина и со професионалец, односно специјализант по спортска медицина. Бидејќи во тој случај, освен што се проценува базалниот метаболизам, тука се додава и оној аеробен капацитет на твоето тело, односно колку и како го искористува твоето тело кислородот, бидејќи знаеме дека кислородот е многу важен за да имаме, да се создава енергијата. Ако има повеќе кислород, ќе има и повеќе во природата, пожарите се случуваат многу во поголеми размери кога има многу повеќе кислород, односно дотур на ветерот со кислород. Истото и во нашето тело. Колку има дотур на кислород, каков е капацитетот на твоето тело за да го разнесува кислородот и да го искористува, и за тоа постојат тестови кои што исто така ќе се направат, особено на спортска медицина, ќе го видиш хемоглобинот, нивоата на железо, и на тој начин ќе се процени каква е искористеноста и каков е капацитетот на твоето тело за да управува со кислородот и да го разнесува. Друга работа е исто така тоа се прави на спортска медицина, да провериш кој е прагот на млечна киселина до каде твоето тело ќе може да ја исфрла. Што значи тоа? При физичка активност се создава таа млечна киселина до одреден праг кај што телото веќе повеќе ја создава отколку што може да ја исфрли. Исто и тоа влијае на проценка на метаболизмот и ако сакаш да одиш уште подлабоко, можеш да испитуваш и хормони, особено инсулин, прогестерон, Т3. И тие се, тоа е веќе последниот можеби чекор и праг по кој што ќе можеш да знаеш како функционира твојот метаболизам, односно колку јас калории согорувам во 24 часа. Значи имаш од основна проценка до многу длабинска проценка. Ако си спортист, е убаво да ја направиш таа длабинска проценка, меѓу другото со спортската медицина ќе си помогнеш и да видиш до каде е спремно и твоето срце, до каде е спремно и твојата конституција, односно држање на работен столб и така натаму, и да си провериш кои се твоите капацитети и можности. Тоа е препорачливо не само за спортисти, за секој од вас кој што рекреативно сака да се занимава со некаква физичка активност, затоа што понекогаш потегнуваме по физичка активност и одиме на слепо и ќе се извежбаме без при тоа да можеби имаме познавање што се случува во нашето тело во моментов, од каде тргнуваме. И е важно да ги правите тие тестови, да знаете од каде стартувате. Така да, Дејан, не знам, може ти дадов одговор, ако може би имаш дополнителни прашања, Инстаграм е мрежата на која што и понатаму остануваме во комуникација.